Останале фотографии, документи и предмети да сведочат низ времето дека во еврејските мала имало радост, имало веселби, имало свадби и имало живот. Ова е една изложба која што го представува животот, циклус на веселби, меѓу нив е и свадбениот обичај, свадбениот обред. Овој пат се одлучивме токму за овој начин на презентирање на еврејската култура, бидејќи постојано зборуваме за Холокаустот, ова е меморијален центар на Холокаустот и некако луѓето не поистоветуваат постојано со убивањето, со смртта, со жртвите кои што ги имаме. Иако во оваа изложба, морам да кажам, славејќи го животот, ги спомнуваме сепак и жртвите, бидејќи во предметите кои што ги имаме изложено се и куферите кои што биле за последен пат спакувани со невестинското рово. Изложбата еврејските свадби во Македонија меѓу двете светски војни низ старите фотографии, документи и предмети, насловена на хебрејски Мазалтов или среќно преведено на македонски, ја доловува свадбената церемонија кај евреите во Македонија на 15 изложбени паноа, од брачниот договор кетуба преку невестинскиот чеис и фустан до фотографиите, изборуваат дека среќата е секаде иста. Всушност, каква е свадбената церемонија кај евреите? Колку е специфична или колку е подеднакво иста во радоста како кај сите? Знаете како, секоја култура има своји карактеристики, нешто што се разликува од останатите, па така и со еврејската свадба. Многу од гледачите ваши гледале на филмовите она што е карактеристично за еврејските свадби, тоа е балдахинот или хупа, потоа кршењето на чашата во текот на свадбената церемонија, но за жал на фотографиите кои што ги имаме ние изложено, тој момент го нема, бидејќи во тоа време младоженците и свадбарите оделе во фотостудио да се сликаат, немало мобилни, иако на некои фотографии сепак има амбиент кој што е надвор од фотостудиото, но тие моменти ги нема фотографирано. Тоа не значи дека не постоеле, секако дека останале како дел од културата и традицијата, но морам да кажам дека во модерново време тоа некако се губи и исчезнува, барем овде кај нас во Македонија, што не е случај во другите земји, бидејќи сегашните бракови многу поретко се склучуваат во синагога, иако ја имаме во Македонија синагогата, која што се наоѓа во еврејската заедница. Што носела невестата кога одела во другата фамилија? Рувото кое што го правела невестата, односно младата еврејка девојка, не многу се разликува од она што го правеле и сите останати девојки кои што живееле во овој период, значи меѓу двете светски војни, на ова тло, на тлото на Македонија. Зошто е тоа така? Предпоставка е дека се мешале културите. Тие заедно живееле, се посетувале едни со други. Некако доаѓа до претопување, така што во ова руво што го имаме ние изложено, забележуваме елементи кои што се присутни и во македонското руво кај тие девојки. Така што мислам дека во везовите и во изработката на сето она што значи чеис, нема ништо карактеристично или што оддава нешто што би било руво на невеста, односно девојка еврејка, што, да речеме, на некој начин е убаво, бидејќи гледаме дека луѓето живееле заедно и заедно ги изготвувале тие материјали, тие чеизови. Всушност современи биле невестите и зетовците во периодот помеѓу двете светски војни, бидејќи нивната гардероба подсетува на времето на Чарлстон стилот. Дали и колку е ова традиционална невестинска облека? Всушност, облеката е карактеристична за времето во кое што живееле. Така, интересно прашање и за да можеме да дадеме одговор на публиката која што ја гледа оваа изложба, ангажиравме дизајнер кој што направи точна анализа на невестинските фустани од тоа време според фотографиите и за да ја споиме минатото со сегашноста,
изработивме нов венчален фустан кој што има многу елементи од невестинските фустани од тоа време. Точно, има модни детали кои што и сега се присутни, кои што сега ги користат модните дизајнери, што значи дека во периодот меѓу двете светски војни невестите, па дури и еврејските невести биле мошне модерни и тогашните елементи и тогашните дизајнерски карактеристики ги користеле во својата облека, што, да речеме, е помалку интересно кај младоженецот, бидејќи костумот е костум и некако не претрпел големи трансформации. Во процесот на истражување и одбирање, односно селекција на фотографиите кои што ќе бидат дел од оваа изложба, јас се фокусирав на трите градови, Скопје, Битола и Штип, и практично од овие три градови фотографии од семејства се презентирани на паноата кои што се составен дел од изложбата. Тоа се градски семејства од овие три града кај што практично имало и најмногу евреи и функционирале еврејски заедници. Тоа не значи дека во другите градови немало, но материјалите кои што ние ги имаме во нашето депо се многу сиромашни, бидејќи не останало ништо. Тука е моментот кој што за нас е мощне емоционален, чувствителен, а тоа е што 98% од еврејската популација е одведена и убиена во логорот Треблинка. Изложбата Мазалтов е во фондот на Холокаустот на евреите од Македонија и ќе трае до крајот на мај.